Драги ученици, денес на овој видео час ќе се запознаете со новата наставна единица од втората тема по предметот македонски јазик и литература за трета година. Новата наставна единица за денес е избор на дијалектната основа на македонскиот стандарден јазик, а оваа лекција припаѓа на темата Историја на македонскиот јазик. Претходно да ве потсетам дека ја изучивме темата Наука за јазикот. Изборот на дијалектната основа на македонскиот стандарден јазик почнал да се прави врз широка народно-јазична основа на македонскиот писмен јазик во делата на македонските писатели кои датираат од 19 век и токму оформувањето на македонскиот стандарден јазик продолжува со изборот на таа дијалектна основа на јазикот. Изборот на дијалектната основа особено дошол до израз во почетокот на втората половина на 19 век и се искристализирал во две гледишта. Првото гледиште било оформување на литературен јазик врз поширока, поточно македонско-бугарска дијалектна основа, јазик кој што ќе биде заеднички за македонците и бугарите во рамките на Турската империја. Второто гледиште пак било оформување на литературен јазик врз западно-македонска дијалектна основа како одделен македонски јазик меѓу другите словенски јазици. Најпрвин да го разгледаме и да кажам збор-два за гледиштето за заеднички македонски-бугарски јазик. Носител на идејата за оформување на еден заеднички литературен јазик за македонците и за бугарите била Бугарската црква, која што токму во тој период се здобила со самостојност во рамките на тогашната Турска империја. Оваа идеја била различно сватена од страна на македонските писатели и оваа идеја во различен обем наишла кон израз во нивните литературни дела. Најпрвен Јордан Хаџи Константинов Џинот во оваа идеја гледал можност македонскиот писмен јазик да се издигне на рамништето на поразвиените словенски јазици. Затоа тој во својот писмен јазик вклучувал зборови кои што биле својствени за соседните словенски јазици, какви што се српскиот и бугарскиот. Џинот исто така свесно се оддалечил од својот велешки говор и пишувал на јазик кој што одговарал на северно-македонската и на западно-бугарската дијалектна основа. Понатаму, идејата за еден заеднички литературен јазик за македонците и за бугарите теоретски ја изработил Партенеј Зографски. При тоа, Зографски направил селекција и класификација на разликувачките особености на македонските и бугарските говори и тој инсистирал западно-македонските јазични особености да влезат во составот на заедничкиот јазик на македонците и бугарите. Тој дури се залагал западно-македонското наречје да биде основа на тој литературен јазик. Сега ќе го разгледаме гледиштето за одделен македонски јазик. Ова гледиште се надоврзува на македонската писмена традиција, во која црковно-словенската основа постепено се заменила со народната јазична основа. Употребата на македонскиот народен јазик се наложува во повеќе области на општењето, како на пример во трговијата, во црквата, во образованието, па дури таа нашла примена и во уметничката литература и во печатот. Употребата на народната јазична норма има значајна улога и во народното творештво. Пример за тоа е зборникот на народни песни на браќата Миладиновци, чија насловна страна можете да ја погледнете на овој слайд. Исто така Ѓоргија Кулевски преку својата дејност се залагал за оформување на јазикот врз западно-македонските говори. Исто така
Останатите културни дејци кои што работеле врз полето на јазикот, имале заложби за токму такво оформување на македонскиот стандарден јазик, односно во основа на македонскиот литературен јазик да влезат западно македонските говори. Дејноста на македонистите се остварува преку повеќе групи истакнати македонци, кои ги прифаќале и ги поддржувале идеите за одделен македонски народ и со сопствен македонски литературен јазик. Како најактивни македонисти се истакнуваат членовите на младата македонска книжевна дружина, која во Софија го издавала списанието Лоза. И затоа, според насловот на ова списание, тие се познати под името Лозари, а се залагале токму кон второто гледиште, каде што се оформува македонскиот стандарден јазик на територијата на Македонија како единствен јазик на македонскиот народ. Лозарите придонесуваат за зацврстување на македонскиот јазик во печатот и за упростување на македонскиот правопис. Нивните заложби добиваат јасна теоретска подкрепа во делото на Крсте Петков Мисирков. Да резимираме дека во втората половина на 19-тиот век јасно се нагласува идејата за одделен македонски литературен јазик и конкретно почнува таа идеја да се остварува во практиката.